Добар ден, револуционери овде пред споменикот на револуцијата во Струга. Добар ден, другари и другарки, добар ден, соборци и добар ден, победници за демократска Македонија. Ве поздравувам заради тоа што искрено и без страв се борите за Македонија. Ама за оваа нашава слободна и демократска Македонија. Исто така, сакам да ги поздравам и полицајците кои што се денеска со нас овде. Заслужуваат подршка заради тоа што и на нив ми е потребна подршка за правда да се изборат со мафијата во Министерството за внатрешни работи. Македонија не стивнува. Се бунтува Скопје, се бунтуваат сите градови во Македонија, како што денеска гласот го крева Струга. Шарени сме заради тоа што ни има разни националности, разни вери, разни идеологии, меѓутоа сепак исти за слободна и демократска Македонија. Слушам деновиве, се чудам на некакво си мега интервју на Груевски во кое што се прашува постојано што е тоа што ги обединува граѓаните на Република Македонија во борбата против овој авторитарен режим во Република Македонија. И навистина, ако овој одговор не го знае Груевски, жално е што толку години раководи со Македонија. Никола, ти си тој што не обединува сите заедно против тебе и против твојот режим. И никој друг. Не обединуваш со твоите глупости, не обединуваш со твоите хирови, не обединуваш со твојот притисок кој што го правиш постојано врз граѓаните на Република Македонија. Не обединуваш со потценувањето на интелигенцијата на овој народ и на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа едно треба да знаеш. Секој кој што започнал борба против сопствениот народ, ја изгубил таа битка. Ние сме на крајот од таа битка. Ке ја изгубиш и ке ти суди македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Не обедини затоа што го натера оној кој што постојано молчи еве втор мандат. Го натера да ви помогне. Го натера да ве спаси. Зборувам за Иванов, тој е слуга од самиот момент на поставувањето на оваа функција. Го натера да ве аболицира и вас и соработниците. Се со цел да ве спаси, да се ја спасите вашата глава. И ти, Никола, и Ахмети, и сите други кои што 10 години ве поддржуваат во оваа владење ваше криминално. Подршка во кражба на сопствениот народ. Меѓутоа заборавивте дека нема спас од будноста на граѓаните. Нема спас за криминалците. Нема спас за убиците кои што убиваа во овие 10 години. Нема спас за оние кои што украдоа слобода на говор. Нема спас за оние кои што ја украдоа слободата и демократијата на овој народ. Тоа треба сите да го знаете. Јас знам дека Иванов ниту сакаше, ниту можеше ова да го разбере. Знам дека Иванов, ти, Никола, го возиш како некој дете на батерии. И затоа така се однесува. Знам дека го натеравте да донесе аболиции, сега го терате повторно да ве спасува вас, меѓутоа не директно преку вас. Да ве спасува преку директните извршители, оние кои што ги валкаа рацете заради вас. Заради тоа што знаевте дека спасот за поединци, за оние кои што ја прислушуваат цела Македонија,
Значи спас и за Никола Груевски, за Милијана Киевски, за Гордана Јанкуловска и за сите други кои што ги слушавме низ проектот Вистината за Македонија, какво зло и нанесоа на Република Македонија. Меѓутоа, не поминува. Не поминува заради тоа што граѓаните така сакаат. Граѓаните сакаат безусловно сега и веднаш да се поништат сите аболиции и секој еден кој што направил било какво зло на Република Македонија да одговара за тоа зло. Да излезе пред лицето на правдата. И од тука од струга сакам да ви порачам. Нема пазарење за заштита на криминалците во ниту еден момент. Кој сака нека е, од која политичка партија сака нека е и од која националност нека е. Ова генерација на политичари и ова генерација на граѓани на Република Македонија сака нов лист за Република Македонија, за праведна, за слободна Македонија, за Македонија во која што нема да има кражби. Сакаме нов лист после овие 25 години. Нова страница после овие 10 криминални години на Никола Груевски и на Ахмети заедно. Затоа треба да ви стане јасно дека никој, ама баш никој, не може да ви помогне во Република Македонија. Не може ни Чавко кој што го вративте за да снима и наводно да се заканува. И сакам да ви кажам дека ништо не ви може. Може само да ве снима и да се плаши од вашите снимки и од вашата борбеност која што ја покажувате. И сакам да ви кажам, око да не ви трепнува ниту од Груевски, ниту од Чавков, ниту од нивните поданици, заради тоа што тие не се борат за правда. Се борат за собствената глава и за собствената кожа. Нашата борба е милион пати поголема и посилна. Бидејќи тргнуваме со чист образ, со чиста душа, со голем ентузијазам за слободна Македонија. И затоа мислам дека она што се случува низ Македонија деновиве, она што ги тераат со сила полицајците да влегуваат во конфликт со сопствениот народ, не е рецепт за успех. Рецепт за успех е да се повлечат. Да се повлечат од сите глупости кои што ги прават, заради тоа што знаат и тие, верувајте. Знаат дека што и да прават на крајот, целата мафија ќе оди на робија. Нема спас тука. Мора да одговарат за она што го направија. Протестираме секојдневно заради тоа што во се што ќе се фатат сакат да украдат. Ги крадеа изборите. Крадат избори во сите невладини организации во Република Македонија. Крадат избори во сите спортски федерации во Република Македонија. Ги крадат изборите во судството. И затоа имаме окупирани институции, окупирано судство, окупирано обвинителство. Синоќа на дело покажа дека ниту еден надпревар спортски не можат да го добијат ако нема притисок. Синоќа покажа дека не можат да победат и во кошаркарски надпревар ако не им помага полицијата. И затоа силно се спротивставивме уште синоќа на тепањето и на малтретирањето на кумановчани, без разлика на која политичка припаѓаат партија кои што беа да го поддржат кошаркарскиот клуб во Куманово. Сакам да истакнам дека е срам за налогодавачите на она што се случи синоќа во спортската сала во Куманово. И од тука сакам да упатам искрена и човечка и пријателска порака до припадниците на Министерството за внатрешни работи. Не дозволувајте да ве вовлекуваат во сценарија кои што значат заштита на собствената кожа и на собствената глава. Ниту Груевски, ниту Ахмети. Заради тоа што не го заслужуваат тоа. На денот на полицијата реков дека многу повеќе, неколку пати повеќе, трае честа и достоинството на плавата униформа отколку еден министерски мандат.
I nikoj kako ministar ne je važan vo vašето ministерство. Važni ste vije. Vije koji što 10 godini trpite pritisoci, koji što 10 godini nemate uniformi, koji što 10 godini ne dobivte ni tu jedan denar poveće za ona što celo vreme već zloupotrebuvat. I svega je momento da pokažete odvažnost i дека ќе застанете во заштита на интересите на граѓаните на Република Македонија и во заштита на еднината на оваа држава. Тоа е порака што сакам да ја упатам до сите припадници на министерството и да допринесат заеднички да се избориме за едината на оваа држава. Да знаат дека многу скоро ќе се врати слободата и ќе се врати професионалноста не само во МВР, туку во сите институции на Република Македонија. А до тогаш, секој ден на протести, секој ден да го покажуваме пркосот. Нема правда, нема мир заради Македонија. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир заради тоа што не може да има привилегирани криминалци. Или се криминалци, или се честни и одговорни граѓани на Република Македонија. Се додека не бидат створени услови и поништена аболицијата, се до тогаш ќе не има се повеќе низ плоштадите на Република Македонија. А јас знам дека тоа ќе се случи многу скоро. Многу скоро ќе се соочат сите со правдата, ќе го најдат собственото место таму каде што се потребни да бидат. Знам дека граѓаните ќе ја земат власта во собствени раце и знам дека заеднички ќе ја започнеме иднината за оваа држава. Младите во Република Македонија да останат овде да ја градат собствената иднина и сите граѓани на Република Македонија да се чувствуваат како граѓани на своја држава, не како туѓинци откупирани околу овој режим. Да живее шарената револуција, да живее слободна и демократска Македонија. Не се плашиме, само напред се до ослободување на државата. Благодарам.